Медицински отпад, градажан шут, пластика и мртви животни се фрлаат на само 150 метри од првите куќи во Скопско Ново село и 10 метри од реката Липенец, која 30% од скопскиот регион го снабдува со вода за пиење. Граѓаните револтирани од институциите кои само си ја префрлаат топката, а нивниот проблем никој не сака да го реши, излегува на протест со транспаренти во рацата, порачувајќи на власта дека Ново село во последните 2 години е претворено во скопски Чернобил. Тука ни се случува голема еколошка катастрофа. Тони и тони смет од цел град се носат со тешки камиони, се истовараат точно тука во Ново село. Депонијата секој ден се пали. Тој чат ние го дишиме. Ние овдека сме станавме најзагадена општина во градот Скопје, а можеби и пошироко. Мештаните велат дека некој намерно ја пали депонијата, а против пожарните единици веќе и не доаѓаат. Овој проблем го имаат и жителите на Волково и Даме Груев, кои пред камерите на Алфа порачаа дека нема да се откажат се додека не се отстрани депонијата, која од локална се притвори во регионална. А ветуваните спортски игралишта трета година поред ги нема. Да се исчисти, да се поравни и овие да направиме спортски терени, ако ништо друго, да може да прошетаат децата, да играат фудбал, да се радуваат игралишта да има. А не ова сега. Јас доаѓам овде ми е лошо сега. Возрастен човек, како дете. Случајно или не, откако граѓаните го закажаа протестот, општината испрати еден багер кој почна да го расчистува шутот. Жителите велат и се надеваат дека тој не е дојден само заради камерите и дека ќе устане да ја заврши работата до крај. Од општината велат дека веќе работеле на уредување на дивата депонија. Големината на депонијата е 11 хектари. За овие 2 години беа уредени 4 хектари со сопствени средства и со помош на компании кои одлагаа само земјен материјал со цел за култивизација на просторот. Се навидува во соопштението од Ѓорче Петров. Од град Скопје велат дека во буџетот за 2020 година биле предвидени средства за чистење на повеќе диви депонии, меѓу кои и ова.